И по прогласувањето за национален парк, проблемот со сметот на шара продолжува. Иако јавната установа која управува со паркот започна иницијатива за чистење на планината, сепак поголема загриженост предизвикува цврстиот отпад кој го има на неколку локации, како и населените места каде не се собира сметот, вели директорот Ибрахим Дехари. Посериозниот проблем е со цврстиот отпад на неколку локации што го има. Секако во минатата година, значи, Министерството животна средина имаше акција или па спроведе и собра неколку тони таков отпад, цврст и друг отпад, но ситуацијата продолжува со некои локации кај што не се собира редовно отпад. А тоа е секако ние како установа, јавна установа, отворивме дискусии со општините, така што од нив бараме да се спроведе редовно собирање на отпадот од селата кај што не се собира. Ето конкретно, од тетовските села не се собира отпад во село Џермо, во село Вејце, во село Бродец, во село Бозовце и Вешала. Тамо никогаш не оди никакво возило да си зема отпадот. Мене ми е срам да одам кај тие граѓани тамо и да им речем не фрлајте отпад, оти немат кај да го однесат. Некој може има можност да си зема во багажник свој, ако има кола, ќе го донесе во градот со вречите. Некој нема тоа можност, така што нема кај да го остави. И затоа ми е срам, или па да вземаме некоја друга активност, како што е брошури или такво нешто, за да им речеме не фрлајте. Треба да го решиме ова институционално со општините, па отпосле да бараме нешто друго. Излетничките места се полни со отпад, алармираат планинарските клубови кои учествуваат во акциите за чистење. Интересно што на планинарските патеки на Шарпланина нема голем отпад, а најголемиот отпад може да се сретне на самите излетнички места. Ќе ги спомнам: Лешница, Сидол, Триводи, места каде што се пристапни со возила, со теренски возила, доаѓаат луѓе и свеста на тие луѓе е до тоа ниво што отпадот го оставаат тука. Националниот парк Шарпланина во последниве месец дена организира секој викенд настани. Планинарските друштво од Тетово и од Гостивар се сите вклучени во овие настани. Ние видовме и гледаме цел време дека по патеките ние собравме дел од отпадот, но тој отпад е многу малку за разлика од што го имаме во населените места и на оние излетнички места. Од установата велат дека ќе бидат упорни во разговорите со општините за решавање на проблемот, од каде добиле одговор дека ќе ги внесат планинските села во системот за собирање, додека до посетителите апелираат својот отпад да го понесат со себе.